Календарот за имунизација збогатен за 2 вакцини. Од денеска дополнителните боцкања против ротавируси и пневмокок се задолжителни. Лекарите велат дека потребата бебињата да мораат да ги примаат и овие вакцини е оправдана, бидејќи според нив ова е единствен начин за да се спречат тешки заболувања и сериозни компликации по здравјето на најмалите од опасните бактерии и вируси. Новата вакцина, комплетно нова вакцина е ротавирус. А втората вакцина, која до сега беше вакцина по избор против пневмокок, значи стрептококус пневмонија, сега се уведува како дел од редовниот вакцинален календар. Со оглед на тоа што компликациите на овие болести се до 1 година отприлика, целта е и да се заштитат тие деца од компликации до 1 година и тогаш се даваат тие вакцини. Оправдана е целта да се избегнат компликации во најраната возраст. Вакцината против ротавирусот спречува развој на симптоми на заболувањето како што се диареја, повраќање, стомачна болка и дехидрација. А речиси секое второ дете во градинка ја добива бактеријата стрептокока, која може да предизвика тешки форми на пневмонија. Се лечи со антибиотик во секој случај, меѓутоа кај во таа возраст може да даде компликација како на пример пневмонија. Потешко поминуваат комплицирани случаи се тие, треба по-комплицирано е нивното оздравување, како да кажам, треба интрахоспитален третман и едноставно нема потреба да се доведе детето во состојба да биде во таква животна опасност. Едноставно нема потреба од сето тоа. Кога имаме веќе вакцина која многу лесно може да се избориме и да воопшто да не се деси било каква компликација. Со воведувањето на двете вакцини за ротавируси и пневмокок, децата во предучилишна возраст ќе имаат 8 задолжителни вакцини.